Глуата баба и еден човек, чита Александар Станојков. Една глуа баба си одела едно утро кај ќерка е, оти родила дете. Ја стрела еден човек на патот и, бидејќи стара, ја сторил чест и е рекол: "Добро утро, бабо." "Кај ќерка ми оам, синко," му рекла бабата. "Ами јас што ти велам, ти што ми велиш, мури бабо?" ја рекол човекот. "Кај ќерка ми оам, бре, синко," му рекла бабата повторно. Се разбравме дури сега," ја рекол човекот. "Бре, да и вие сте разбрале, оти ми родила ќерка ми машко дете," му рекла бабата. "Ете, дури сега, бабо, се разбравме," ја рекол човекот. "Бре, сега сте разбрале, а?" му рекла бабата. "Господа не прости и тебе и мене, бабо, не ќе можеме да се разбереме ние двата као гледам. Туку, ој ми се со здравје," ја рекол човекот. Господ сполај му, тој е даде на ќерка ми машко дете, синко. И вам, Господ, со некое машко да ве даруват сега побрко," му рекла бабата. Толку бил късметот, мури бабо, да не можеме да се разбериме ние засега. Да, ако се најдиме другаш, белчи ќе се разбериме, ја рекол човекот. "Така е, синко, така, да си ми жив, саде со късметот, нека биди, да и ние, кога ќе разбереме, оти вам Господ ви дал дете, ќе ви ја најдиме куќата и ќе ви дојдам на честење ако сум жива," му рекла бабата. Се изнасмеал човекот и е рекол: "Ај седи ми со здравје, бабо." Се смеиш," му рекла бабата. "Оти ти е тарно тоа што ти велам. Од стар човек благо се одваќат." Еден глув човек ваќал во една река риби. Врвејќи покрај реката еден патник добро утро му рекол, а глујот му рекол: "Ваќам риби." "Ама овој пат кај оид, бре, човече?" го прашал патникот. "Има и мали и големи," одговорил рибарот. Колку што се разбрал човекот со бабата, толку се разбрал патникот со рибарот.